Ќе прошетаме во една од, можам слободно да кажам, најмодерните, најурбанизираните и најубаво уредените општини, а тоа е општината Карпуш, која што во моментов се збогатува и активно се работи на уште еден парк. Веќе пред 2 недели беше отворен паркот, преубавиот и модерен парк во руралниот дел во Бардовци. Имавме можности тоа да го видиме на нашата фреквенција, но она што се подготвува во моментот и она што активно се работи, дознаваме од првиот човек на општината, а тоа е господинот Стевчо Јакимовски. Добро утро за вас. Благодарам што ќе не прошетате низ вашата модерна општина, можам слободно така да кажем, и убаво уредена, збогатувате со уште еден парк. Активно се работи на ова место во кое што сме во моментов, тоа е Карши студентскиот дом Гоце Делчев. Што се прави тука? Па овде имаше и претходно шеталиште, меѓутоа сега малку ова шеталиште се проширува, го модернизираме со многу посовремени бехатон коцки, ги носиме од надвор од земјава, значи квалитетот е далеку подобар. Ставаме нова современа урбана опрема, ново осветлување, сите патеки исто така пристапни према околните згради, исто така ги регулираме со новите патеки, поставуваме фонтана, значи правиме едно катче каде што граѓаните во должина од некои 600 метри ќе можат да се шетаат, деца да возат велосипеди, да се дружат, да се гледаат и така натаму, да се склопуваат нови пријателства и вакви катчиња значи се планираат на повеќе места во општина Карпош. Морам да ви кажам например дека она катче, оној плоштад и оној парк што е направен кај млечниот ресторан, тој е исклучително користен од граѓаните на тој дел од општината. Натаму кај Педагошката академија, плоштадот во Влае. Сега имаме, можете замислите, Бардовци доби фонтана со преубав плоштад, парк, хортикултурно редување, цвеќиња и така светлосни ефекти и така натаму. Подготвуваме исто така и еден плоштад, мини плоштад во Трнодол, во Жданец, се со цел да имаат граѓаните каде да се среќаваат, каде да се дружат, значи тој малски живот да се развива, да може да се гледаат, да другаруваат, да се скрупуваат пријателства, да си разговараат за проблемите, да се склопуваат дури љубовни врски и така натаму. И она што е најбитно, општина Карпош на сите вакви места каде што имаме поголема концентрација на граѓани, поставуваме куќички кои што имаме обезбедување за да во ноќните часови граѓаните од тој дел на општината не бидат вознемирувани, да можат нормално значи да функционираат и така натаму, затоа што за жал тинејџерите обично во раните утрински часови или во досните ноќни часови знаат да прават галама и така натаму, се со цел значи да имаме поспокоен живот и сите граѓани да бидат задоволни. Ќе се надоврзам на една ваша изјава дека секоја површина која што сметате дека е можно да се направи парк, вие ќе направите парк, тоа го докажувате и на терен, но сепак поединци сметаат дека упорно протестираат и сметаат дека се загрозува зелената површина. Кој е вашиот одговор на тоа? Па добро, противниците мои и на општина Карпош што би можеле друго да кажат, значи не може да кажат дека не работиме, не може да кажат дека немаме идеи, не може да кажат дека не сме посветени на граѓаните на решавање на нивните проблеми, не може да кажат дека имаме неефикасна администрација, што ќе кажат дека наводно сме узурпатори на зеленило и така натаму, што апсолутно не е точно. Вие можете да видите и овде, еве гледате во самата патека дрвата кои што постоеле и така натаму. Значи ние сега влегуваме во една повисока фаза како општина да поставуваме, да работиме со поквалитетен материјал. Например, улицата Франц Прешен во Влае ја работиме со многу поквалитетни бехатон коцки, со многу поквалитетни рабници, марка бетон 400 наместо марка бетон 200, дали ме разбирате, кои што рабници потоа се ронат како да се откреда. Значи се со цел да се разупалува општината, значи оној бехатон што сме го набавувале од Тетово и од Гостивар, сега веќе набавуваме нешто и од надвор од Република Македонија, за да тоа личи на една современа општина како што е општина Карпош. И впрочем сите овие наши предлози ние сме ги имале и во изборната кампања, тоа било и визуелно поставено на граѓаните готово референдумски се изјаснија за потезите кои што ќе ги влече општината. И повторувам, значи наша цел е полицентричен развој на општина Карпош, да граѓанин на Карпош нема потреба да оди во
центар на Скопје, за да не знам види плошта за да ужива и така натаму. Значи граѓаните на Карпуш ќе имаат најмалку 10 места каде што ќе можат да се среќаваат, како што реков, на плоштадот во Влаје, како што реков, кај млечен ресторан, кај педагошка академија, во Бардоци, во Трнодол, во Жданец, овде во Козле, во Карпуш. Имаме прекрасен, заборив да го кажам, плоштад и фонтана во Карпуш 3, каде што граѓаните секојдневно се среќаваат, се дружат, особено пензионери и така натаму и така натаму. И сега таа убавина што ја правиме, нормално политичките противници што би кажале друго освен не знам еве да најдат мана, не може да најдат мана на квалитетот, на убавината. Морам да кажам и дека имаме проекти како што е оној плоштад што ќе биде во Трнодол, значи тој е влезен во конкуренција меѓу 2400 проекти на една позната германска агенција, влезање во конкуренција меѓу првите 100. Може би и тој проект ќе биде награден и морам да кажам дека ова не го смислувам јас, туку општина Карпуш е единствена општина во Република Македонија кој што има тим од 6 архитекти кои што работат на вакви предлози за разобувување на општината Карпуш. Значи ништо овде не се работи лаички, туку напротив се користи умот, паметот од оние луѓе кои што завршиле на архитектонскиот факултет во Скопје. И затоа мислам дека сите оние противници кога ќе ја видат убавината што ја правиме, мислам дека ќе се сложат дека сепак сме направиле нешто убаво. Така исто можам да кажам и за Карпуш 4 паркот што сакаме да го направиме. Значи тамо постоечките патеки сакаме да ги замениме со нови, посовремени, поубави, во исто време хортикултурно да го средиме просторот, да поставиме хидранска мрежа, да има многу цвеќиња, да правиме ново детско игралиште кое што ќе биде во вид на брод, за да нашите најмали жители бидат среќни, значи од оние обични лулашки кои што ни се метални и така натаму, да направиме сега нешто ново, современо, поубаво, поинтересно за нашите млади жители. Има граѓани кои што велат дека тука ќе се собират луѓе, ќе ги вознемируваат така натаму, ама тоа прашање го решаваме со тоа што поставуваме кукичка и поставуваме обезбедување со властена агенција и така натаму, така да сме мислени на сите детали. Би сакала само на куса да ве прашам до каде изработката на општинската зграда е најавте дека ќе биде најголемата во Републиката и најавте дека од прилика октомври-ноември, така рековте грубо, ќе биде готова, па сакам на една голема тема да се задржиме, а тоа е канализационата мрежа. Останавте единствена општина која што не се поплави од големото невреме. Така, општинската зграда ќе биде најголема општинска зграда во Република Македонија, 4.500 метри квадратни, изградена со сопствени средства и таа кошта чини негде од над 4,5 милиони евра, што значи дека ние не можеме да изградиме од едногодишен буџет и затоа се гради повеќе време. Имаме повеќе изведувачи, нормално еден со друг имаат одредени проблеми и така натаму, се трудиме сето тоа да го искоординираме. Во моментов се поставува отоплувањето, се става кошулката, започнува да се прави фасадата, значи започнува да се работат значи крајните фази од тој проектот, значи финесите, потоа започнуваме со поставување на плочките, осветлувањето и така натаму и очекувам дека можеби не во ноември, меѓутоа до нова година дека ќе завршиме со незината изградба и со пуштање во употреба. Како се справивте со поплавите? Ние со поплавите се справивме уште од 2009 година. Со тоа што наш концепт беше да градиме она што не е атрактивно, да градиме она што не се гледа, под земја, кое што граѓаните и не ни носи некои кузна какви поени бидејќи не е видливо, но тој бенефит граѓаните денеска го уживаат. Ние изградивме преку 30 километри фекална и атмосферска канализација за овие 7,5 години и тоа е причината зашто Карпуш не се поплавува. Јас можам само да кажам што вели раководителот на пунктот за канализација од јавното претпријатие Водовод и канализација. Вели моите колеги по цели ноќи се убиваат од работа, од отпушување на канализација и така натаму, ние буквално немаме никакви обврски, после 11 часот може да одиме ноќе да се одиме дома мирно да спиеме, затоа што во Карпуш, значи секаде ни е решен проблемот со канализација, меѓутоа за тоа сме вложиле многу пари, многу средства од граѓаните на Карпуш, за да ние го имаме овој благодет и имаме само една точка која што ни е проблематична, а тоа е овде во наша непосредна близина на улицата Јури Гагарин, кај што се слеваат води од многу делови, меѓутоа главниот проблем е што не можеме таа канализација да ја спроведеме овде на улицата Теодосија и Гологанов и тука мора да се направи еден главен зафат со цевка од 1500 за да може сите овие води да ги фати.
го решите тоа? Планираме ние сега секундарно да го решиме со тоа што еден дел оној пат што оди од кај Пантелеймон ќе поставиме повеќе решетки и ќе ја спроведеме таа вода во канал и онаа вода што доаѓа од Жданец, по улицата Жданец, дел од неја ќе поставиме повеќе сливници и ќе ја пренесеме исто така во каналот со тоа што да ја намалиме количината на вода што доаѓа во таа најниска точка на улицата Копачка и на улицата Јури Гагарин. И во исто време тие делови од улицата Козле 3 ќе ги асфалтираме за да не се носи кал и друг талок и да се таложи во тој голем снежник. Исцрпни ни се темите на разговор, но куса времето, а би сакала ајде да го најавиме настанот кој што го подготвувате другата недела. Тоа е настанот им умеаме можам, претежно наменет за малостопанствениците, оние кои што имаат своји ракотворби, мали бизниси и така натаму. Тоа е еден проект од изложбен карактер и од продажен карактер, каде што сите оние кои што имаат, како да кажам, ситни работања, ситни бизниси, ќе може да изложуваат, целите трошоци ги покрива општина Карпош. Во исто време организираме и, како да кажам, еден музички настан, каде што хрватската пејачка Даниела Мартиновиќ ќе биде гостинка. Со тоа сакаме да привлечеме уште поголем број на граѓани, не само од општина Карпош, туку од градот Скопје, од Република Македонија, значи да можат повеќе луѓе да ги посетат тие штандови, да купат одредени проекти и самите стопанственици да имаат бенефити, во исто време некој да ги забележи нивните производи, да случат некои договори, да се промовираат нивните производи и така натаму, што значи дека животот во општина Карпош не е само тоа што правиме паркови, канализации, фасади, скали и така натаму, значи животот во општина Карпош мора и од нешто да живееме, мора и стопанствениците, мора да има и бизнис во општина Карпош, мора да функционира и трговијата, и производството, и угостителството, и услужните дејности и нормално и оние граѓани кои што не се бават со бизнис да можат да имаат и каде да прошетаат, и каде да спортуваат, и каде културно да се издигнуваат, но во исто време и каде да имаат можност да седнат во кафеана, да искористат одредена услуга од некои услужни дејности и во исто време да речеме да има каде и да се работи, каде да граѓаните значи да запослат дел од своето семејство. Значи сето тоа треба да Карпош, нашиот концепт е да функционира како град и мислам дека засега во тоа ние во целост успеваме, затоа што има граѓани кои што верувајте дури и со години немаат потреба да одат во централниот дел на градот Скопје, затоа што сите потреби ги има токму овде во општина Карпош. Имаме 10 училишта, 9 градинки, имаме 5 гимназии, трите најголеми приватни училишта се во општина Карпош, и Нова, и QSI, и Јахија. Големи инвестиции се во вашата општина и трговски центар. Болницата 8 септември, двете најголеми приватни болници Филип II и Систина, со кои што ние како граѓани исто така се гордееме, поликлиника Букуреш, значи факултетите машински, електро, финки е сега тука, технолошко-металуршки, драмскиот, факултетот за педагошки науки и така натаму, значи сето тоа нас не прави да бидеме еден град. Театар имаме каде да рекреираме покрај реката Вардар, на водно и така натаму, значи ние сите наши сега добивме многу на квалитет со етноселото, за развој на туризмот работиме на локалитетот Скупи, ќе се реконструираат Хабзипашините конаци, што значи дека овде во општина Карпош граѓаните сите своји потреби од услуги, дали се работи образовни, културни, од областа потреба од медицина, медицинска заштита, од спортување, рекреација и така натаму, сето може да го добијат на територија од својата општина. Би сакала да го завршиме разговорот со следното прашање. Дали сето ова представува за вас неисцрпна мотивација и предизвик и повторно да очекуваме уште еден мандат? Овој ви е трет мандат, два во континуитет, еден сукцесивен, значи кој да ви е друго работното место, вие повторно се вративте тука во општина. Може во март да очекуваме уште еден? Така е, со тоа што го прекинав градоначалничкиот мандат 2003 година и работев како министер во 3 влади во владата на Република Македонија, јас собрав огромно искуство како функционира системот, како функционира државата, дојдов во општина Карпош со многу побогати знаења. Граѓаните можеа да видат дека јас како градоначалник и мојата администрација можеме да функционираме и како опозиција и како власт и дека секогаш ги даваме истите резултати, што значи не зависи од тоа дали си опозиција или си власт, туку зависи од тоа дали имаш идеи, дали си доволно способен и да се справиш со сите предизвици. Јас како градоначалник и
тимот со кој што работиме, советниците и така натаму, подготвени сме да продолжиме со овие предизвици и по 2017 година. Ви благодарам многу и благодарам на прошетката на Кусово утро во вашата општина. Се надевам дека и повторно ќе не викнете и дека повторно со нови проекти ќе не пречекате. Да, ние ќе продолжиме со нашите проекти. Наскоро веќе завршуваат тендерите за изградба и реконструкција на градинките. Градиме градинка во Бардовци, која што никогаш ја немало. Целосно ќе се реконструира градинката во Тафталиџе 1, имаме прекрасен проект, и во Тафталиџе 2 започнува реконструкција на градинката во Орце Николов во Карпош 4 и во Карпош 3, што значи дека до средината на 2017 година ќе имаме и нови градинки и реконструирани градинки, и значи дека детската, предучилишната возраст и оние што се деца од училиште до 9 оделение, значи сите објекти што ги имаме на територија на општина Карпош ќе бидат целосно реконструирани, модернизирани. И ако морам да кажам дека обврската за тековното и инвестиционото одржување на училиштата и на детските градинки не е наше, туку е обврска на Министерството за образование и Министерството на труд и социјална политика. Меѓутоа ние како локална самоуправа за овие 8 години, односно 7,5 години, имаме издвоено некаде скоро 10 милиони евра токму за поддршка и за поквалитетен живот и работа на нашите најмлади жители кои што се иднина на општина Карпош.